Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Приведен член на Десна кој го уништил пиштолот со кој биле убиени Панчи и Вања. Во завршните зборови откриена и последната загадка. Палчо бара ослободителна пресуда, обвинува дека Манев е организатор, а Видевски извршител на двојното убиство. Рехабилитацијата на Пониква стартува од утре. Штивска апелација бара Врховен суд да одлучи каде ќе се води судскиот процес за пожарот во Пулс. Изборите станаа главна тема за власта и опозицијата, кој има поддршка од граѓаните, а кој само се е страв пред избори. Нов раст на цената на дизелот, потрошувачката кошничка зголемена за 790 денари. Продолжуваат нападите на терен. Трамп дава можност на дипломатијата пред да се вклучат во конфликтот Иран-Израел. Тема на денот вечерва за процесот на европски интеграции и можностите да се постигне некаков договор со Бугарија. Разговарам со поранешниот министер за надворешни работи Никола Димитров. Останете со нас, почнуваме веднаш. На 25 јуни во среда идната недела ќе биде објавена пресудата за убиството на Вања и Панчи. На крајот од судскиот процес решено е и последното прашање. Во завршните зборови Велибор Манев откри дека член на партијата Десна, вработен во Народната банка, го уништил пиштолот со кој било извршено двојното убиство, пошто посочениот беше приведен. Палевски пак вината ја префрли на соработниците и побара ослободителна пресуда. Ирена Давидовска ги има деталите. Приведено е лицето кое требало да го уништи ранецот на Палчо, во кој било оружјето со кое се убиени Вања Ѓурчевска и Панче Жежовски. Апсењето доаѓа по денешниот завршен збор на обвинитиот Велибор Манев, кој во сведочењето рече дека и намерно оставил докази како снимки од камерите за да не му остави простор за алиби на Палчо. Бидејќи сака да ме набеди дека јас сум убиецот, ќе кажам се. Лично тој ми се јави од турската граница и ми рече да му се јавам на Зоран Давидков од Народна банка, член на партијата Десна, за да го отстрани пакетот, ранецот со оружје и мотороли. Полицијата веднаш по сведочењето на Манев го лиши од слобода ова лице. Тој е задржан во станица, а обвинителството информираше дека се преземаат и други действија. Адвокатот на Палевски вели дека ова е уште една измислена приказна на обвинитиот Манев. Побара ослободителна пресуда за Палчо. Ова кажување беше уште пред неколку месеци, каде што и јас лично како радител на Палевски инсистирав да тоа лице биде и тогаш откриено. За жал, во завршен збор на постапката истото беше откриено и како што тргна постапкава, така и заврши на лош, нечестен начин, со многу слабости во целата процедура и слабости на обвинителството. Палевски завршните зборови ги читаше на околу 30 на страници и тврдеше дека за него не постои ниту еден доказ дека ги сторил кривичните дела. Снимките од доказната постапка ги нарече цртан филм, а за обвинителството рече дека водело криминална истрага. Обвинитиот Велибор Манев е организатор, Боре Видевски е пукач, а Владко Кешишев е стражар. Нема трага дека сум присутен на две места на грмнување и убиства и во две возила. Ојо направило обвинение без ниту еден доказ и вештачен телефон. Нема мои траги во кангуто. Како е можно да има траги од другите, а не од мене? Намерата на Ојо уште од 5.12.2023 е да ве убеди да ме осудите, но зошто не ги гледате доказите изведени на рочиштата? Се обрати Палевски до судечкиот совет. Во завршните зборови обвинитиот татко на Вања побара од Палчо да слушне зошто ја убил неговата ќерка. Останатите обвинети изразија кајање што му верувале на Палчо и дека не се виновни за убиствата. На 25-ти јавноста ќе ја слушне пресудата за петмината обвинети за двете свирепи убиства. Мирена Давидовска, Сител телевизија. Нино Васев, екс-директорот на онкологија, обвинет за несовесно лекување на пациенти и злоупотреба на функцијата, и поранешниот економски директор на клиниката Нехат Нухи одат во притвор по денешната јавна седница во апелација. Васев бараше од апелациониот суд да му го укине куќниот притвор, бидејќи очекувал фер судење, а за тоа според него неопходно било да се брани од слобода. Судењето за Васев почнува на 11 идниот месец. Двајцата поранешни директори на онкологија одат во притвор. Ова следи по денешната јавна седница во апелациониот суд, на која Нино Васев и Нехат Нухи ги соочи аргументите со вишото јавно обвинителство. Двајцата обвинети бараа укинување на куќниот притвор, а обвинителството предложи ефективен,
Постоела опасност дека тие може да побегнат бидејќи известно било дека ќе добијат осудителни пресуди. Да, соработувал и имал мерки, ги почитувал тие мерки, меѓутоа тоа било во некоја поранешна фаза, каде што обвинителството се уште ги немало собрано сите оние тој квантум на докази кои што почетните основи на сомневање би ги подигнале на повисоко ниво, до тој степен до кој што сега се, степен во кој што врз основа на прибраниот доказен материјал основното јавно обвинителство Скопје основано може да очекува донесување осудителна пресуда. Колку што е поизвестно случувањето со можноста од осуда на ефективна казна затвор, така и се зголемува опасноста од бегство. Аргументите на Васев и Нухи не ги убедиле судиите, па апелација одлучи двајцата да одат во притвор. Следните 30 дена ќе ги поминат во истражниот затвор во Шутка. На јавната седница поранешните директори на онкологија тврдеа дека немаат намера да бегаат. Во текот на целата истрага соработувале со институциите, а за да го обелат својот образ одели на расправата во собрание по отворање на случајот. Васев беше краток во својот говор пред апелационите судии. Тивко рече дека очекувал фер судење, па неопходно за тоа било да се брани од слобода. Бараме честно судење, барам достапност да одам во суд, значи сакаме да се браниме во постапката. Судењето за Васев ќе почне на 11 идниот месец. Заедно со уште тројца доктори обвинети се дека користеле несоодветна терапија, а дел од пациентите и воопшто не ја добивале. Присвојувале и лекови, па државниот буџет го оштетиле за над 35 милиони евра. Нухи пак како организационен директор заедно со Васев се опфатени со друго обвинение. Се товарат дека двајцата како раководни луѓе на клиниката ја злоупотребиле положбата при набавка на лекови. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Предлог за разрешување на висшиот обвинител Мустафа Хајрулахи и 30% помала плата во следните 6 месеци за обвинителот Јовет Цветановски, одлучи дисциплинската комисија на јавното обвинителство. Комисијата, како што информираат од јавното обвинителство, по целосно спроведени 2 дисциплински постапки и испитани факти и околности, ги прифати предлозите поднесени од државниот јавен обвинител и одлучи дека висшиот јавен обвинител на Скопје Мустафа Хајрулахи и уште еден јавен обвинител од висшето јавно обвинителство Скопје Јован Цветановски сториле тешки дисциплински повреди од член 91 алинеја 6 од Законот за јавно обвинителство, односно намерно и неоправдано направиле крупни професионални грешки. За Хајрулахи се воделе 2 постапки. Во едната комисијата утврдила дека е одговорен поради констатирани неправилности во начинот на заведување на предметите во висшето јавно обвинителство Скопје, а во другата за нестручните одлуки донесени во 3 од наведените предмети, бидејќи пред него биле реферирани и со негова согласност биле донесени одлуките. Со оглед на утврдените тешки дисциплински повреди во 2 постапки, одлучено е до Советот на јавните обвинители да биде поднесен предлог за разрешување на висшиот јавен обвинител, информираа од јавното обвинителство. Рехабилитацијата на Пониква стартува од утре. Штивска апелација бара Врховен суд да одлучи каде ќе се води судскиот процес за пожарот во Кулс. Изборите станаа главна тема за власта и опозицијата, кој има поддршка од граѓаните, а кој само се е страв пред избори. По одморалиштето на Пониква од утре почнува процесот на рехабилитација на првата група од 46 повредени од дискотеката Пулс во Кочани. Во меѓувреме почна и реконструкцијата на оделението за физикална терапија во Кочанската болница. Според најавите, процесот треба да заврши за најмногу 1 месец. Утре почнува рехабилитацијата на Пониква за повредените од трагедијата во Кочани. Со физиотерапевти, медицински сестри и психолошка поддршка. Првата група од 46 лица ќе го продолжи процесот на опоравување во планински услови. Освен во обичајната физикална терапија, ќе имаат и групни вежби за зајакнување на мускулатурата на целото тело. Изминатиот период неколку институции го средија одморалиштето за рехабилитацијскиот процес. Министерството за спорт целосно ги опреми 2 игралишта за рекреација. Поставени са комарници, кои што се од суштинско значење за заштита на пациентите во оваа фаза. Спроведена е и комплетна дезинфекција, дезинсекција и дератизација, вклучително и на шахтите околу објектот, кое што е направено во соработка со Центарот за јавно здравје Кочани. Во текот на престојот на Пониква, за тие што се уште во училиште, посебно тие кои што се уште одат во средно училиште, имаме замислено, значи, и
планирано остварување на средба со нивни наставници, педагози и психолози од училиштата каде што биле. 58 од повредените носат компресивна облека и според лекарите резултатите се видливи. Неколку пати ќе ја менуваат во рок од 2 години, но тоа според медицинските лица не им пречи во секојдневните активности и одењето на физикална терапија. Наскоро ќе има и силиконски маски за осумина кои се со лузни на лице и врат, а експерт од Словенија ќе ги посети за младите кои имаат ампутации на прсти. Разговарано е со специјалист кој што работи конкретно со изработка на естетски прсти, значи силиконски прсти. Разговарано е со нив за како привремено решение додека се најде, додека се консултират дополнително специјалисти по пластична хирургија во однос на тие дечиња кои што имаат ампутација на различно ниво на прстињата, значи што би бил планот за понатаму. А по алармирање за состојбата во болницата во Кочани дека таму не е мрднато со прст повеќе од 40 години. Во тек е реконструкција на одделот за физикална медицина, која треба да заврши за 3 до 4 недели. На лекување во странски центри се уште има 5 од повредените и 5 во здравствените установи во земјата. Сања Димитровска, Сител телевизија. Штипска апелација ја префрли топката на Врховниот суд. Тој ќе треба да ја донесе одлуката каде и кога ќе почне судскиот процес за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Апелациониот суд во Штип одлучи случајот за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани да го препрати до Врховниот суд. Оваа одлука следува по денешниот состанок на судиите, откако Кочанскиот суд побари земање, бидејќи сите 5 судии веќе биле инволвирани во носењето на одлуки за мерките за обезбедување на обвинетите. Од целосната анализа на кадровскиот и техничкиот потенцијал на преостанатите судови со проширена надлежност од подрачјето на апелациониот суд Штип, Основен суд Штип и Основен суд Струмица, смета дека постојат правни и стварни причини поради кои што судовите од подрачјето на апелациониот суд Штип се спречени да постапуваат по наведениот предмет, согласно член 27 став 3 од Законот за кривична постапка. Одлучи да достави образложен предлог до Врховниот суд за пренесување на надлежноста и определување на друг стварно надлежен суд кој ќе постапува по оценката на поднесеното обвинение на основното јавно обвинителство Кочани и по предметот во понатамошна постапка, стои во соопштението од Штипска апелација. Следниот чекор е Врховниот суд да реши дали и на кој друг суд ќе му го довери предметот кој се однесува на една од најголемите трагедии во поновата историја на државата. Минатата недела обвинителството поднесе обвинение против 34 лица, осомничени за тешки дела против општата сигурност. Во трагедијата 62 млади животи прерано згаснаа, а повеќе од 200 беа повредени. За Сител, Трајан Ристовски. Изборите станаа главна тема за власта и опозицијата, кој има поддршка од граѓаните, а кој само се е страв пред избори. Нов раст на цената на дизелот, потрошувачката кошничка, зголемена за 790 денари. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Венко Филипче на пресконференција попладнево објави дел од кандидатите за градоначалници. Одиме во живо пред Социјалдемократскиот сојуз. Тамо Ивана Соколовиќ најдова. Ивана, кои се информациите, кои се веќе одбраните кандидати? Да, Иван, извршните органи на СДСМ вечерва донеле одлука за 19 имиња со кои што влегуваат во трката за обезбедување на локалната власт на престојните избори. Според председателот Венко Филипче, тој одлучил и членовите на извршните органи на партијата довербата за општина Центар повторно да му ја дадат на актуелниот градоначалник Горан Герасимовски, а довербата за нов мандат повторно им е дадена и на градоначалниците во Крушево и Крива Паланка. Вели дека и за сите овие 19 имиња за кои што е донесена одлуката има проекти кои што тие самите ги најавили и вели дека сериозно се работи на изборната програма, а она што ќе биде ветено за граѓаните ќе биде во целост исполнето. Во продолжение да ги слушнеме кои се 19 имиња со кои што СДСМ вечерва одлучи да влезе во трката за локалните избори. За општина Центар актуелниот градоначалник Горан Герасимовски, за општина Аеродром доктор Александар Трајановски, за општина Ѓорче Петров председател на општинската организација Костадин Нацевски,
за општина Чучер Сандево актуелниот градоначалник Сашо Комненовиќ, за општина Берово актуелниот претседател на општинската организација Илија Рунтевски, за општина Крива Паланка актуелниот градоначалник Сашо Митовски, за општина Лозово Ацо Велковски, општина Чешиново Блешево Горанчо Крстев, општина Богданци Блаже Шопов, општина Дојран Ристо Джинев, општина Могила Зоран Ристевски, општина Неготино Петар Мантев, општина Новаци Љубе Кузмановски, општина Росоман Стојанче Николов, актуелниот градоначалник, општина Вевчани председателот на општинската организација Стефан Радиновски, во Крушево актуелниот градоначалник Томе Христовски, во Ресен председателот на општинската организација Александар Бузлевски, во Штип исто така председателот на општинската организација Павел Иванов и председателот на општинската организација во општина Газибаба Владко Митовски. Ивана, има ли одлука од партиските тела, дали во сите општини СДСМ ќе оди со своји кандидати или некаде ќе поддржат и представници и кандидати на коалиционите партнери? Иван, конечна одлука според Филипче за оваа тема нема донесено, меѓутоа не исклучува можност во делот општините да поддржат кандидати кои што ќе дојдат од коалиционите партнери. Имено го прашавме дали има веќе и име за главниот град, меѓутоа Филипче не сакаше да кажува со кого ќе влезе во изборната трка, вели дека внатрепартиските консултации се уште траат, во игра биле неколку имиња. Еве и ова изјава од него. Тоа ќе зависи од тоа како ќе завршат разговорите, меѓутоа има општини во кои разговараме да поддржиме и други кандидати, не само и ексклузивно од Социјалдемократскиот сојуз. Така, ова беше ставот околу можно коалицирање или поддршка од СДСМ за кандидати на коалиционите партнери за идни градоначалници на изборите. А освен СДСМ, ВМРО ДПМН веќе кажа 33 имиња со кои што влегува во изборната трка. Вели дека ова се кадри кои што ќе донесат просперитет за граѓаните на оние последни пресконференции на кои што беа објавени имињата и дека имаат конкретна визија за тоа како да се подобри стандардот и условите за живот во Македонија. Меѓутоа, освен СДСМ и ВМРО ДПМН, се уште траат и консултациите за кандидати и од партијата Знам, која што веќе најави дека се во консултации со владеачката ВМРО ДПМН каде ќе настапат со своји имиња, каде ќе биде поддршка за кандидати од коалицијата, меѓутоа најавија дека за советнички листи настапуваат самостојно на овие избори. Вечерва и од Вреди отвараат изборен штаб на кој што се очекува од партијата да ги соопштат имињата кои што ќе бидат на раководните позиции во изборниот штаб. За веќе во 21 часот најавувам детали и од таму како ќе биде прераспределбата практично и дали воопшто Вреди веќе имаат некакви имиња со кои што ќе влезат во изборната трка. Сепак во оној дел од албанската опозиција, Европскиот фронт се уште тактизира, не се споменуваат никакви имиња, со оглед на тоа дека се уште нема конкретни информации дали ќе се официализира оние се погласни информации кои што кружат дека Таравари можно е да влезе во коалиција со Ахмети и останатите. Иван, ова се последните информации дека СДСМ вечерва објави 19 имиња со кои што влегува во изборната трка. Да, ќе ги следиме тие информации за можните идни коалиции. Ивана Соколовиќ, најдобро благодарам за ова вклучување. Изборите станаа главна тема за партиските штабови. СДСМ вели дека нападите од власта се само потврда дека нивниот рейтинг се топи. Власта пак директно ја обвини Филипче и Заев за сеење страв пред избори. За Европскиот фронт изборите се единствен излез за деблокада на евроинтеграциите. Партиите си разменуваат обвинувања во пресрет на изборите, но сите со различен фокус. Тврдењата на власта дека по изборите ќе ја снема СДСМ од политичката сцена, според опозицијата е доказ дека паѓа рейтингот на ВМРО ДПМН и според нив граѓаните ќе ги казнат за погрешните политики.
Дефинитивно тоа покажува дека тие воопшто не се сигурни во апсолутна победа и дека знаат точно граѓаните што гледаат, што чувствуваат и свесни се дека нивниот рейтинг паѓа и свесни се и дека сето она што го ветија не го исполнуваат пред граѓаните, па сега се служат со едни популистички наративи со кои што наводно ќе кажуваат во јавноста како тие се апсолутните победници, затоа што гледаат дека СДСМ е организирана партија, дека СДСМ сериозно се подготвува за локалните избори. ВМРО ДПМН пак тврди дека вчерашниот инцидент во општина Кочани е добро смислено сценарио на СДСМ за дестабилизација на државата пред изборите, за спас на рейтингот на Филипче. Ова ли е иднината која ја нуди Венко Филипче? Тепање и страф. Ова е добро позната тактика на Заев, која сега ја применува Филипче, а тоа е внесување на страф и паника кај народот од локални тепачи кои се закануваат и сеат страф. Филипче дословно го спроведува планот на Заев, а како дел од истиот е и декларативно осудување на настанот. Наместо лицемерни пораки, еве, го предизвикуваме Филипче да побара неговиот тепач од Кочани, а Киов да си поднесе оставка од Советот во Кочани. Во убедлива победа на локалните избори се убедени од Европскиот фронт. Резултатите од изборите според нив несомнено ќе повлечат одржување на предвремени парламентарни избори. Ќе излеземе со заедничка листа и заеднички кандидати. Со тоа фактички ќе бидеме опфатени сите ќе бидеме задоволни. Сигурно ќе бидеме победници на овие избори, апсолутни победници, бидејќи народот ќе верува и сега верува, ние сме опозиција, народот верува во нашата визија, имаме цел и нашите граѓани имаат доверба кон нас. Ќе видите дека по локалните избори Македонија ќе има една друга светла иднина. Без нас не може да има и централна власт. Според Мурати, предвремени избори се потребни поради тоа што само Македонија во целиот регион назадува на патот кон Европската унија. Не затоа што нема капацитет, туку како што вели, затоа што нема политичка волја. Деспина Тодоровска, Сидел телевизија. По тема на денот, како што најави вечерва, разговарам со поранешниот министер за надворешни работи Никола Димитров. Господин Димитров, добро вечер. Добро вечер, добре ве најдов и поздрав до гледачите. Некако европските интеграции се враќаат на политичката сцена, но од оваа последна пресконференција на Европскиот фронт како барање за предвремени избори. Од Европскиот фронт раководен од ДУИ велат дека Македонија е заглавена во европските интеграции, за разлика од нас регионот напредува кон Брисел и дека единственото можно решение за одглавување на овој процес се предвремени избори. Што овде според вас е вистина? Дали сме ние заглавени и дали навистина регионот ита кон Брисел? Има една вистина и една невистина. Точно е дека сме заглавени. Меѓутоа сме заглавени поради чворот што го заврза ДУИ кога беше на власт. Нивен министер за надворешни работи заедно со СДСМ и премиерот Ковачевски, сите познавачи на пристапниот процес, на проширувањето на ЕУ, домашни, но и многу странски, уште тогаш во јавни написи во големите европски медиуми точно предвидеа што ќе се случи. Дека наместо прогрес ќе имаме повеќе стагнација, ќе бидеме паркирани, ќе бидеме заглавени и топката и вината ќе се пресели целосно во Скопје. Ова е еден вид површна, па дури да не кажем и ефтина политика или политиканство. ДУИ очигледно сака да се врати на власт. За да се врати на власт сметаат дека ќе имаат подобра позиција ако има нови парламентарни избори во моментов, а европските интеграции се пакувањето како ова да се спакува, како ова да се продаде. Тој дел е невистината. Заглавени сме, но решението не се парламентарни избори, туку на оваа тема како пресериозна и за македонците, и за албанците, и за сите други македонски граѓани, да не се играме дневна политика. Туку да се соочиме со реалноста, меѓу другото и со сопствените грешки, и да бараме чаре заедно, бидејќи само така ќе имаме доволна сила како држава да излеземе, да кажеме, нашиот консензус е ваков. Ќе се вложиме, ќе направиме се овој процес да успее, меѓутоа не сакаме да го менуваме уставот залудно.
до следното вето или до следната меѓувладина конференција. Туку Може ли да сакаме го направиме вистина тоа? Затоа што гледаме дека од другата страна на границата наидуваме на ѕид. Бугарија одбива по секоја цена да се сретне со било кој представник од државниот врв на Македонија, ниту со премиерот, ниту со председателката. Може ли да се дојде до решение без нив? Бугарија има многу комотна позиција, бидејќи добија се што сака во пакетот што беше спакуван во јули 2022 година. Ова што го велам, кашата, чворот, тоа е тој пакет. И било која политичка сила, дури да гледа дека ова е победа на хартија, во реалноста не носи ништо, напротив го зголемува јазот меѓу македонскиот и бугарскиот народ. Се помалку контакти, на Бугарија се гледа како на проблем на анкетите меѓу македонските граѓани, како на еден од, ако не и најголем, ако не се лажам, 23% една анкета видов. Ама да не се лажем, и реалноста е таква. И реалноста е таква. И сега, дури и да има таму некоја политичка сила да рече луѓе, ова не функционира вака, политички е многу тешко, бидејќи сите желби се во хартијата што ја добија. Затоа ние мора да направиме избесни измени во реалноста, кои што не се невозможни, кои што ќе се сведат на една работа. Следното вето да има голема цена за Софија. Да имаат што да изгубат. Правиме чекор, меѓутоа ако тој чекор не води вистина кон членство, пак имаме сопка овој пат на историјата или на не знам што, да има што да изгубат, да имаат влог и тие. Да играат и тие фер кон нас. Па полека вистина некако да почнеме да најдеме разбирачка и следниот чекор конечно, иако за после оваа навреда долго време ќе потрае, и пријателство. И билатералните прашања што се пикнаа внатре, ако веќе ги направивме европски, и алатките да се европски. Не може кај историчарите да нема европски експерти и олеснувачи, па Бугарија ему учествува во собата, ему она кажува дали било добро или не било добро. Ќе мора некој друг да кажува. Акцијскиот план да биде вистина за малцински права на ниво на европските стандарди. Да не бидат нови желби што ќе ги шират тие рамки. Ама како да го звучи ова, ама како да го реализира? Многу првиот чекор е единство дома. Иницијативата нема да дојде од Брисел. Тешко дека ќе дојде од Берлин или од Париз. Иницијативата мора да дојде од македонска страна. Ама не смееме ова упорно и постојано да го претвараме во партиско-политичка тепачка. Пресериозно е. Можеме, има едно чудо теми за битка, еве сега имаме локални избори. Ова не е прашање баш за локални избори. Ама ќе се користи. Ќе се користи. Ама да го издигнеме како ова денес. Ова пресконференција денес е чисто политиканство, да не се лажеме, очигледно е. Може ли да седнеме сериозно да разговараме? Ајде да видиме кај ги направивме грешките, дали можеме нешто да поправиме? Апсолутно можеме да поправиме, во крајна линија за нас се работи. Идната недела не очекува одложеното гласање за извештајот во Европскиот парламент, извештајот за Македонија. Некако изминатиот период, главните сили и државниот врв во Македонија и државниот врв во Бугарија ги насочија токму таму за документот кој што го подготви Томас Вајц. Од друга страна, слушаме дека овој документ нема никаков обврзувачки карактер. Зошто толку енергија се троши на еден ваков документ ако нема обврзувачки карактер? Тој Европскиот парламент е посебна институција, независна институција на Европската Унија, често носи резолуции што не стануваат политика. Например, имаше резолуција гласањето за нови членки, процесот да се одвива со квалификувано мнозинство, а не со консензус, за да не можат државите членки да ставаат вето. Се донесе таа резолуција еднаш, два пати, нема ефект врз земјите членки и Советот на ЕУ каде што се носат политиките, одлуките, измените и така натаму. Меѓутоа, во вкупниот процес на македонско-бугарската мака и односи, што сега за жал од пред 3 години се врзани
и правно со пристапниот процес, овој документ е важен, бидејќи дава, може да поттикне, оти во македонско-бугарската мака, сакале ние или не ќеле, пријатно или непријатно ние, очигледно во сршта на проблемот е прифаќањето на нашата приказна. Или свеста дека македонскиот наратив, кој сме ние, каков јазик зборуваме, македонци, македонски јазик е наша работа. Софија некако влегува во овој наш двор, што реално е наш двор во 21 век во Европа. И многу е битно што ќе се случи со таа резолуција, бидејќи можеби на символичен начин, меѓутоа е еден важен елемент во вкупната слика. Истовремено, Европскиот парламент, каде немаме наши пратеници, а каде има бугарски пратеници, значи и тука не сме рамноправни, и тука има асиметрија, е исто така на тест. Бидејќи и Европскиот парламент не е институцијата која што ќе кажува за европските народи од кога се, како се, тоа Европскиот парламент мора да почитува тоа што европските народи го кажуваат за себе. Тоа е суштината, сршта на правото на самоопределување. Не само европските народи, не само ние, него ние постојано слушаме од европските представници дека на нас никој не ни го загрозува ниту идентитетот, ниту јазикот. И сега изминатиот период вие многу често бевте на посети во европските престолници, разговаравте со високи представници на Европската унија. Има ли таму разбирање за тоа колку е важен овој документ за Македонија и дали според вас е важен еден ваков документ да биде во рацете на Мицковски и утре секој еден од Брисел да може да му каже во ред, ама вие имате документ во кој што Европа ви го признава и јазикот и идентитетот. Тој документ можеби не го решава целиот проблем, меѓутоа е важен елемент во решавањето на проблем. И во таа смисла мислам дека ви е исправен инстинктот што се назира од прашањето. Важна е. Епилогот ќе биде важен. Ќе видиме Европскиот парламент дали ќе се постави принципиелно, колку принципиелно и во крајна линија мислам дека е важен и за Софија, бидејќи ако Софија нема разбирање дека елементарната потреба, нашето човечко право, треба да се испочитува за било што да се гради и да се прави, ќе доведе во опасност се. Целата нивна приказна на хартија може да се разруши ако вие основното елементарно човечко очекување на страната во која што сте во спор не сакате сакате 100-0. Не може да се реши така. Дали сакаат, дали не сакаат, дали сакаат да видат некои работи од овој пакет спроведени во иднина, мора да вложат малку во едно волку базично, едно човечка пристојност на некој начин во 21 век. Не се тие повикани да ни кажуваат кои сме и како сме, нити се другите наши комши, нити е било која друга европска држава. Според меѓународното право, тоа е прашање за македонскиот народ. И конечно, во третиот елемент на ова партиско или европски фронт иронично, насловот на таа коалиција, која што буквално го минско поле исправи, постави пред европскиот пат на нацијата, се вели регионот напредува. Тоа сакав да ве прашам, реално ли е тоа дека регионот напредува и може ли во една ваква ситуација во светски рамки, на вака големи конфликти да очекуваме дека регионот ќе биде приоритет? Јас на кратко, ама еве ќе се повикам да додадам на легитимноста. Јас бев скоро во Брисел, се видов со сите институции, бев во Берлин за да видам новата германска влада, како размислува, на неколку панели бев низ Европа, меѓу другото и на Глобсак во Прага. Заради Украина и руската агресија, проширувањето се враќа, станува еден од приоритетите на Унијата. Европската комисија работи и сака да види нови членки. Тоа мене ми беше печатакот од сите овие посети, разговори и во таа смисла има интерес да успее Црна Гора,
Има интерес да успее Албанија, има интерес да успее Молдавија, многу се загрижени за унгарското вето за отварањето на првиот кластер на Украина. Од друга страна, Европската комисија не е таа што одлучува. Таа го води процесот, ама на секој чекор одлучуваат земјите членки. Како што сега за првиот кластер за Украина, еве има проблем со Унгарија. Не е сосема известно во следниве години што ќе биде со овој неопходен консензус, бидејќи не се знае, например, каква власт ќе добие Франција после следните председателски избори. Што ќе биде со новата холандска влада? Дали ќе издржи владата на Туск во Варшава или по изборниот пораз за председател во Полска ќе има враќање на претходната влада. Доволни се едни избори на луѓе што не баш гледаат наклонето кон проширувањето, ова се да се изјалови. Меѓутоа, не може да се исклучи дека ќе има и успех. И затоа мислам дека ќе бидеме одговорни, не слепо да се втурнеме без да си ги обезбедиме народот и граѓаните и себе си и државата, па да не се треснеме во ците. Ама исто така ќе биде неодговорно ако седиме и ништо не правиме. Многу јасно ве разбирам во однос на вашите позиции. Значи не може да се, инаку за регионот Србија не се придвижува. Босна и Херцеговина не се придвижува. Косово не се придвижува. Нема план дека во овој геополитички момент што би бил многу логичен и лидерски. Јас имаше еден панел за Блискиот Исток и прашав соговорниците, важна ли ви е Европа? Колку е важно што мисли Европа за нападот на Израел врз Иран? Жената, експертката од Саудиска Арабија ми рече, искрено и многу жалам, не сте ни важни. На Глобсак во Прага. Ако Европа сака во овој свет што ни доаѓа, надпревар Америка, Кина, регионални фактори што играат за себе, мора да биде обединета, да се консолидира територијата и мора да го реши својот двор. Само на крај ќе дозволите многу кратко со оглед на тоа дека неделава одбележавме годишница од подпишувањето на Преспанскиот договор, ама слушнавме една друга информација. На затворена владина седница биле променети членовите на Историската комисија со Грција. Очекувате ли на ова поле да се соочиме со некаков проблем? Вие сте потписник на договорот од Преспа. Така е, да. Договорот ги подсмери страстите и направи мерливо незадоволство од двете страни на границата, меѓутоа факт е дека со текот на годините, затоа што го реши проблемот и затоа што двете страни добија нешто што им беше многу важно. Грција дистинкцијата, а ние македонскиот идентитет и јазик, кој што еве сега ни е од друга страна на таргет. И во таа смисла, иако доцниме многу во имплементацијата. Ние сега имаме две влади што не баш благонаклонето гледаат кон договорот, не учествуваа во неговото преговарање, подготвување и така натаму. Меѓутоа мислам дека има свест дека тоа беше толку големо прашање и толку тешко што не одат на него, го толерираат. Ама тоа не значи една целосна имплементација. И мислам дека ќе биде мудро од двете страни, новата страница што успеавме да ја отвориме, без разлика кој тоа го направил, да испишеме со убави работи. Она со Маркова нога граничниот премине убава работа, ама еве некако доцна, бавно, малку еден фокус, една енергија, а од наша страна ќе биде крајно немудро ако со волку крупен проблем од Исток, ние сега отвориме некаков си нов фронт. Ја не ги знам деталите околу комисијата, таа не беше посебно активна низ минатите години и тоа не е особено по наша вина. И од грчка страна имаше некои промени. Тоа да не судиме, можеба ќе биде ова чекор за придвижување на работа. Ќе видиме, да, ама битно е тој процес да се негува. Оти ние, нели,
Лесно се рушат работите, тешко се градат. Многу јасни пораки, очекуваме идната недела многу важни одлуки кои што ќе влијат на иднината на целиот процес. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам на можноста, поздрав уште еднаш на гледачите. Од ноќеска на полноќ нов раст на цената на дизел горивото ќе се точи за 2 денари поскапо по литар. Пресметките на синдикатот покажаа ново зголемување на вредноста на синдикалната кошничка и побараа реакција од владата за да запре растот на цените. Растат трошоците за живот. Синдикатот пресмета дека на 4-члено семејство месечно ќе му требаат речиси 64.700 денари за да ги задоволи основните потреби, што е за 800 денари повеќе во споредба со мај. Неголемо поскапување има кај храната и пелоците, кои за еден месец поскапеле за над 700 денари. Цените ќе продолжат да растат, сметаат од ССМ. Затоа бараат титна реакција од власта. Само 2 месеци синдикалната кошничка е порасната преку 2000 денари, мајќи го предвид поскапувањето на енергенсите, цените на горивата, храната, пијалоците и овие цени на мало. Време е за конкретни мерки и чекори, конкретни мерки на владата за цените, бидејќи додека траја мерките имаше некакво стабилизирање на цените. Премиерот неделава најави дека се прават анализи и наскоро ќе бидат објавени мерки ако растот на цените продолжи. Без замрзнати цени и марши нема да остане никој во државата, сметаат од ССМ. Додека платите во регионот растат, кај нас домаќинствата нема да можат да врзат крај со крај. Доколку и ова не е аларм да се зауздат цените по маркетите и казнат несовесните трговци, ќе видиме само уште поголем одлив на работна сила, ќе видиме уште посиромашни граѓани. Инаку денеска државната статистика објави дека во април се зголемила просечната плата за скоро 700 денари во споредба со март и истата изнесува 45.452 денари. Статистиката пресмета дека просечната нето плата за една година се зголемила за 10%, додека реално порастот е скоро 6%. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Општината Кратово денеска има реконструиран мултинаменски спортски центар. Кратово доби мултинаменски спортски центар со инвестиции од Министерството за спорт. Учениците, но и сите љубители на спортот добија терен за фудбал, одбојка, но и тератана на отворено. Игралиштето е застапено со фудбалско игралиште, игралиште за одбојка, современа фитнес зона и трибински простор. Истото е комплетна инвестиција од Министерството за спорт, со вештачка трава и по ФИФА стандарди. Ние изградихме низ цела Македонија повеќе од 30-тина, до крајот на годината планираме уште 50-тина вакви во зависност од временските услови да изградиме и со тоа да ставиме еден акцент на омасовувањето и, кој што каже и вице-премиер во едно обраќање, тоа е да што е можно ги оттргнеме младите од сите оние пороци кои што се на денешницата модерни, да ги кажеме и да ги донесеме на да спортуваат и да се бават со рекреативен спорт најпрво, а потоа и да продолжат со професионален спорт. На свеченото отворање на спортскиот центар беше и вице-премиерот Љупчо Димовски, кој напомена дека со ваквите инвестиции владата покажува пример како треба да изгледа соработката меѓу централната и локалната власт. Имаме добар градоначелник, имаме одличен министер за спорт за прв пат во историјата на Македонија. Резултатите за неполна година ги гледаме на секаде низ Македонија, еве сега и во Кратово. Тоа е дел од политиката на владата. Прво да се воспостави таа многу тесна соработка со општините, со локалната самоуправа, значи со самите граѓани. На Ристовски и Димовски им беа доделени и благодарници за заложбата на оваа инвестиција. Габриела Лискова, Сител телевизија.